Последниот конкурс за државно стипендирање е дискриминирачки за средношколците од дуалните паралелки од здравствените струки, обвинуваат директорите на средните училишта во Штип, Тетово и Гостивар. Единствено овие ученици не можат да аплицират за стипендија од Министерството за образование, па поради тоа барат повлекување на спорниот оглас. Сметаме дека е направена дискриминација по однос на конкурсот, односно повикувајќи се на членовите од Законот за задолжително средно образование, членовите од Уставот кои гарантираат исто образование за сите, сметаме дека Министерството за образование и наука ги крши овие членови и во овој момент ги ограничува учениците да конкурираат на конкурсот, а камоли да го добијат стипендирањето. Иако здравствениот систем се соочува од недостиг на медицински сестри и техничари, за министерот за образование поттикнувањето на дуалното образование важи само за дефицитарните кадри. Сепак најави дека се прават нови анализи, со кои ќе се утврди дали учениците од здравствената струка ќе бидат вметнати во конкурсната листа. Моделот на запишување во стручното образование е во дефицитарните струки, но без разлика на тоа, во момент кога зборуваме, се прави анализа за во една вкупна бројка од 600 ученици кои се запишани во дуалните паралелки и ако има потреба и според анализите, мислам дека ќе ги вклучиме и тие 600 ученици. Како кадар, сметам дека не е дефицитарен, самото иселување на младите направи да ние немаме кадар во нашата држава. Тоа го слушаме и секојдневно од клиничка болница Штип, каде секојдневно имаме одлив на кадар. За да се исправи неправдата, директорите на овие средни училишта во Штип, Тетово и Гостивар најавуваат преставки до Народниот правобранител и до комисиите за дискриминација и борба против корупцијата.